Почитуван подпредседателе, почитувани представници на владата, почитувани колешки и колеги, почитувани граѓани. Моето прашање, упатено до министерот за здравство доктор Венко Филипче, се однесуваше на состојбите во здравствениот систем при приемот на функцијата министер и сега и што планирате да превземете за подобрување на состојбата. Почитуван господине министер, неоспорен е фактот дека постигнавте исклучително високи и запажени резултати во секторот со кој раководите и најголем дел од граѓаните и здравствени работници се задоволни од состојбата, особено задоволство се осеќа кај лекарите и останатиот медицински персонал. Меѓутоа, иако многу поретко се јавуваат поединци кои мислат дека се уште нивните примања не се адекватни према нивното ангажирање и одговорноста што ја имаат. Во таа група спаѓаат приватните лекари кои имаат своји приватни ординации, особено приватните интернистички ординации, кои истакнуваат дека за време на корона кризата, со исклучок на првите 2 недели кога примале само итни пациенти, а квотата морале да ја исполнат до крај на годината. Сите пациенти добивали квалитетна здравствена услуга во добро опремени ординации со највисоки стандарди. За цело време се должни да ја исполнат договорената квота, а ради силниот притисок на пациенти реализирани се повеќе прегледи со надеж дека Фондот за здравство ќе најде начин за вреднување на нивната работа и заштита на здравјето на пациентите во време кога нивните колеги во јавното здравство биле поштедени заради заштита на нивното здравје. Ординациите секако морале да ги исполнат услугите, дури и кога докторот е на боледување или стручно усовршување. Тие истакнуваат дека во последно време се зголемени капитациите на матичните лекари, на гинеколози, стоматолози и така натаму, а тие се запоставени. Господине министер, во вашиот одговор имате една доста широка елаборација за состојбите во јавниот сектор, но со дел од поентата на моето прашање не сум во потполност задоволен, затоа би ве замолил во оваа прилика, ако сакате експлицитно да објасните се што е постигнано и на кои проблеми наидувате. Благодарам. Одговор на дополнителното прашање.